Послание на апостол Павле до Ефесијаните, 3 глава. Затоа сум јас Павле, затвореник на Исус Христос за вас незнабожците, бидејќи ја чувте распределбата на благодата Божија која ми е дадена за вас, односно дека преку откровение Бог ми ја соопшти тајната, како што и погоре ви напишав накратко, од кое, читајќи, можете да разберете како сум ја сватил тајната на Христос, која што на синовите човечки од поранешните поколенија не им беше кажана, како што сега се откри на неговите свети апостоли и пророци преку Светиот Дух. Тоа стана за да бидат и незнабожците сонаследници, делови на едно тело, и соучесници на ветувањето Божје во Христос Исус преку Евангелието, на кое му станав слуга според дарот на благодатта Божја, дадена под дејство на неговата сила. На мене, најмалиот од сите светии, таа благодат ми се даде, да им го проповедам на незнабожците неискажаното богатство Христово и на сите да им откријам во што се состои распределбата на тајната, криена од векови во Бога, кој создаде се преку Исус Христос. Та многу различната премудрост Божја да им се објави сега преку црквата на началствата и властите небесни, според предвечното определение, кое Он го изврши во Христос Исус, нашиот Господ, во кого преку верата во Него имаме слобода да се доближуваме до Бога со доверба. Поради тоа, ве молам, не паѓајте со духот пред моите маки заради вас, кои се ваша слава. Затоа ги преклонувам колената своји пред Отецот на нашиот Господ Исус Христос, од кого се именува секој род на небесата и на земјата, да ви даде по богатството на својата слава сила да се утврдите преку Неговиот дух во внатрешниот човек и преку верата Христос да се всели во срцата ваши, да вкоренети и утврдени во љубовта да можете да разбирате со своите свети што е ширина и должина, што е длабочина и височина, и да ја узнаете Христовата љубов, што го надминува секое знаење, за да се исполните со сета полнота Божја. А на оној, кој според силата што во нас действува, може да изврши зобилно се што бараме или помислиме. Нему, нека е слава во црквата преку Исус Христос во сите родови и за сите векови. Амин.